Дали први не потребна дозвола од општина Центар за истата да се реализира? Кажете ни за на плоштадот ВМРО имаше прашање и за паркинзите, бидејќи гледаме дека е хаос, секој паркира кај ќе стигне без соодветни налепници. Се надминаа ли проблемите со град Скопје? Поднесовте ли вие сообраќајни решенија до МВР? До каде е целата постапка? Откако дозволивме да има бесплатно паркирање во општина Центар, не мислам дека има хаос, зборам за она што е од страна граѓаните на општина Центар. Имаме сериозни несогласувања со јавното предпријатие, односно со градот Скопје за паркирањето и отворив таа тема сега и се надам дека ќе искористиме оваа средба да предискутираме отворено, затоа што при последната средба со началникот на град Скопје се договоривме да час поскоро го решиме ова прашање, затоа што не може да се третира различно јавното предпријатие кое што е единственото, кое што има општина Центар, а тоа е паркинг за општина Центар, а поинаков третман да добие од страна на надлежните институции паркингот на град Скопје. И ке тоа треба час поскоро да се реши, затоа што јас докрај сакам да го реализирам она што го ветив и што го оставив, а тоа да има бесплатно паркирање за граѓаните на општина Центар. Треба ли одобрение за градба за фонтаната на плоштадот Македонија кој што планира градот Скопје да гради? За се треба одобрение за градба, дали ќе се добие зависи од тоа дали е тоа вклучено во деталниот урбанистички план. Пред тоа ме праша што со пете кули во ГТЦ. Исто важи и за пете кули во ГТЦ, исто како и за ГТЦ. Имено во деталниот урбанистички план Мал Ринг, градежната парцела на ГТЦ во кој што се наоѓаат и пете кули не е третирана со параметри затоа што има една точка, што значи, оние што се во урбанизмот го знаат тоа, дека има некаква дивоградба. Оттаму ние не сме во можност да издадеме ниту извод, ниту да одобриме било каква градба, доградба и реконструкција. И тоа го кажав и на една пресконференција. И оттаму сакам да потенцирам дека секоја интервенција на кулите и на ГТЦ ќе се третира како дивоградба и согласно тоа општина Центар ќе си ги преземе сите ингеренции што се во наша надлежност. За плоштадот на ВМРО градот распиша оглас. Вие велите дека тоа е ваша надлежност? Не, јас треба да видиме, нели се разбира што е ставено во деталниот урбанистички план, што не е ставено. Мислам дека за плоштадот ВМРО, овде кога што видов имаше едно идејно решение, можам да ви го покажам, да видите во кој правец се размислувало претходното раководство, тоа е идејно решение за кое што има награда. Меѓутоа, пак ќе кажам, ако е тоа во надлежност на општината, ние нема да дозволиме друг да го прави тоа, туку општинен Центар ќе го третира плоштадот слобода во оној сегмент каде што тоа можеме да го направиме согласно деталниот урбанистички план. Се разбира, има многу работи со кои што не се согласувам, кои што се, за жал, според мене, третирани во од страна на претходното раководство во деталните урбанистички планови. Јас ќе направам се што можам, колку што можам некој да ги спасам.